Тој е диригент, аранжер, композитор, мултиинструменталист, оркестратор. Џијан Емин е наш гостин во новата епизода на Умен подкаст, на наше големо задоволство. Џијан, добре ни дојде. Здраво. И ти благодарам што одвои време за нова епизода на Умен подкаст. Фала ви многу на поканата. Еве се потрудив да стигнам, малце каснев, ама стигнав. Супер си. Како си? Па добро, активно, работам на неколку различни проекти, дома ни е хаос со децата, така да имаме борба за просторот со Биг Бендот, спремаме концерти, работиме, така да активно е, генерално е активно. Сега вака кога спомна дома ни е хаос, дали имаш ти твој изолиран простор каде работиш, зборувам дома, не со оркестарот и... Имам. Така? Сега сме пред некој време преселени во аеродром. Имаат ли сите разбирање на околу така? Па имаат, као цел живот имаат, односно изгледам мора да имаат. Пустите. Зашто ја изгледа се исклучувам. Така да, ако има гужва и Ти галама... не ја слушаш бучавата. Си стам слушалици и се правам будала. Ако ви смета... Нема, некако, мислам, сите овие години наназад дека ме толерираат цело време. Не знам тоа дали е фер или не фер од моја страна кон нив, ама имаме птен поддршка од дома, онака безобразна дури. Браво. Па мислам дека факт е дека не може да се биде успешен во која било област, посебно за вас уметниците, ако се нема таа поддршка од семејството. Секако. Џијан, со тебе имаме многу теми за кои можеме да зборуваме. Како што те најавив, ти не си личност која што е посветена и уметник на една област, на еден дел од музиката, туку си постојано немирен и постојано истражуваш нови бои, звуци, правци и така натаму. Сега јас ќе те навратам прво на детството, затоа што мене тој дел од тебе како иницијално е многу битен и интересен за да го споделиме со публиката и за многу работи понатаму да им станат јасни кој е Џијан денес. Значи, растиш со музиката од мал, таа е некако составен дел од твојот живот. И многу ми е интересно дека на едно место прочитав дека во суштина, нели, на страна на тоа што си пеел, свирал од мал и си растен во музичко семејство секако, ти сепак не ти бил прв избор музиката за школување. Ајде малку да те вратам назад неколку децении. Да. Тоа време, мислам, беше многу важно да бидеш воен пилот, дека тоа беше некако врвот на случувањето, нели Топ Ган се појави филмот и сите сакавме да бидеме војни пилоти. Тие бар што мислевме дека можеме да бидеме. И кога стигнав до 8 оделение, не знам како, бидејќи тогаш немаше интернет, немаше кај да се јавиш, да прашуваш кои се пропозиции и кажа некој во друштвото дека не знам, ако имаш расипан зап, не можеш да одиш да се пријавиш за воен пилот. И ја имав еден зап што ми го извади, инаку сите ми се здрави. И не отидов. И потоа имаше една друга амбиција да конкурирам за Војна музичка академија по иницијатива на татко ми тоа. Ама отидов таму на, како си като, на приемни испити и ме примија и кога беше летото сватив дека нема да одам оствари на тоа. Дека не сакам да одам во војска на 14 години и потоа посакав да бидам доктор, кардиохирург, така? да. Так, да. И отидов во медицинско школо, си конкурирав најнормално, првенец на генерација, сите петки и не ме примија. И многу се изнервирав, се разочарав се. Мислам, тоа беше првиот удар од системот на мојот дух и со другар ми Црни, кој што он беше аутомеханичар уште од дете, он ме учеше што е клип, радилица, мотор, клипњача, глава, диктунзи, семеринзи, каиши, ребрасти и така натаму и така натаму, а ја го учев да свири хармоника Још не свича рујна зора. Тука останавме на таа песна. И он отиде да учи... Ја научи ли барем? Ја мислам дека ја знае се. И отиде, кај ќе учиш, му викам Црни, ти ја ќе учам во АСУЦ. Шо ќе учиш? Аутоелектричар. Не, аутомеханичар. Ја викам добро. Ја ќе учам аутоелектричар и ќе имаме сервис и така ќе тераме живот. И така. Бизнес сенс, види. Да, мора да се снајдеме. И така, учев таму пола година и директорот го викна татко ми на разговор. Мислејќи дека татко ми вика да не си правил некои бели, нешто, не бе, викам.
Што ме бара директор, немам појма, дали си кршал нешто, си се тепал со некој, не. И директорот уствари му посочил да ме извади од тоа школа, да ме однесе во некој друго, дека сум бил многу напреден. Талентиран. Деметко Божем, им било чудно таков профил на ученик да има да учи во таква школа, Так. нели? И така, и после отидов во музичко, и така си заврши во АСУЦ прва година и пак си почнав од прва година во музичко. Така за два пати Баш си учев прва година. Да. Интересен пат си имал уште од многу мал. Па тоа, не знам, и ден денес е и сега во ова време, ако направам некаква ретроспектива, ја не сум имал никакви планови во животот за ништо. Тоа како иде така. Така да Ама, некако сум имал среќа. Веројатно пак се сведува на тоа секој сам си го наоѓа патот, тоа што си го носи во себе. Сепак музиката била твојот најголем талент, така? Очигледно, да. Очигледно и тоа ме прави и се уште ме прави многу среќен, да. Така. Дефинитивно. Интересно ми е дури и како си го избрал хорната како твој основен инструмент за студирање. Дека Мислам, ова е баш супер мотивирачки за младите денес, да не се секира, да не мора се да знаете одма што сакате во животот. Може да истражувате слободно. Па да, па. Ајде и ова да ни откриеш како тешко е да се го избра. знае на тие Апсолутно. години, се гледам Сидми има 13 и пол години. Он е многу посвесен од мене на возраста денеска, ама јас си се навраќам каков сум бил јас кога сум имал 13 години. Појма не, мислам, не сум знаел нити што сакам, нити што ќе биде, така да го оставам. Ќе си најде сигурно ќе си најде пат и он си го има патот сигурно, само треба да си го фати. Так, и да си биде го негов извади. избор. Што беше прашањето? Хорната како твој избор. Хорна, па кога отидов во музичко, полагав и свирав нешто на клавир. Знаев малку да свирам, пред тоа веќе свирав на синтесајзери и пеев една песна и да ме супер свириш ти клавир, кој инструмент би сакал да го свириш? Ја да ме многу паметен бев тогаш у наводници и многу мангуп се правев. Добро, дајте ми нешто што е најтешко за свирење. Ај. И гледа се насмевна и вика добро, хорна ќе свириш ти. Викам супер, што е тоа? Не ни знаеш што е хорна. И така тоа, ама кога се сретнавме, тоа беше љубов на прв поглед Да. и многу сум среќен дека свирав хорна па цел живот скоро до сега. Да. Ќе се задржиме ше многу малку на детството, па ќе преидеме на Океј. тоа што си баш денес. Големо влијание во твојот музички дух имаше твојот татко. Да, дефинитивно. Што од него понесе, или сега денес кога треба да си направиш едно враќање назад, што од него и од таа атмосфера дома и музика и целото понеси и го имаш со себе, на кое си посебно да. горд, да речеме. Во тоа време, нели, луѓето секојдневно, бар кај нас дома беше така, секојдневно имаше различни луѓе доаѓаа на гости, и роднини, пријатели, соработници на татко ми, тоа беше од сабајле до сабајле, супер хаос, позитивен. И се случуваше дури сред ноќ да дојдат, па ајде, тука се вадат хармоники, гитари, пење, храна се спрема. Татко ми купи хармоника на 5 години и ја бев малечок, нема шанси тоа да го влечам. После прв пат просвирев на 10 години, пак ја од моите мангупски денови во детството, праша учителката кој знае да свири на инструмент да се пријави за патронат. И ја дигнав рака, а не знаев. И отидов дома, дај првата песмарица на татко ми која е "Послушајте патриоти". И прва песна што ја научи во животот ми е "Послушајте патриоти" на хармоника и таа ја свирев на патронат и ја пеев. Тоа татко ми нели беше познат музичар во Југославија, познат пејач и композитор исто така. Меѓутоа тоа што тој е најголема придобивка за мене, неговиот, односно начинот на кој што тој ме внесе во музиката. Сега констатирам дека е прекрасен начин и е навистина многу природен начин да се разбере и да се прими и да се прифати музиката како медиум воопшто, а па не и да седнеш и да учиш работи, песни, композиции и така натаму. Така да, од која он свати дека јас имам талент за музика, очигледно разбрал, видел. Бидејќи ја цел време дома сум си пеел, сум си правил нешто, сум тропал, кој знае што сум правил. И
така полека почна да ме учи да свирам валцери на хармоника. Татко ми е гитарист, инаку не знае хармоника, ама ми покажуваше од Он беше гитара. самоук, така? Да, самоук, да. И валцери, шансони, па не знам, староградска музика, македонска, народна, српска, староградска, од сите бивши простори, па руска музика, француски, јужноамерикански, тоа што знаел, Так. одредени стандарди, па и некои джез стандарди. Така да се тоа некако ја имав прилика во тие 2-3 години на тоа музичко образование со него да ги научам и ми беше многу убаво тоа. И уствари тоа предпоставувам дека било можеби ставањето на тие вектори на развивање на мојата сегашна музичка шизофренија и мојата потреба да менувам цело време, не знам, дали жанрови или стилови или да менувам форми или претпоставувам дека е тоа, така да тоа е навистина. Јас сум многу благодарен што имав таква среќа и прилика да влезам на таков еден супер начин во музиката без оптоварување дека мора ова, мора ова, мора ова. Не беше 6 часа. Не мораше ништо и тоа беше супер. И потоа тој ме внесе и во оној, да кажем, бизнис делот поврзан со музиката. Јас уште како дете почнав да свирам на свадби, на крштевки, да свирам по тешката страна на... Да. И тоа дополнително мислам дека ми помогна да научам некои работи побрзо, можеби и лоши и добри, ама да, тоа некако тера да се разберат работите малку побрзо него што треба. Ти си еден од клучните музичари и луѓе кои што на кои треба да им сме благодарни што денес ја имаме веќе новата институција Национален џез оркестар. Значи институција која што се формира пред 1 година, така? Или помина веќе 2? Втора е оваа сезона, така. Втора сезона, да. Така. На неа предходеше Сдруженијето ЗДЖМ, многу ентузијазам, многу концерти, правење на мускули, многу љубов во целото. И постојано си размислувам дека ако до пред некоја година за џез концертите беше некоја одграничена публика во градов што ќе дојде да ги посетува и така натаму, еве денес кога ги посетуваме концертите на веќе на оркестарот, е тепачка за карта повеќе. Како сега од оваа дистанца после ова све што го наброев, ти се чувствуваш и го гледаш нештото како дел од таа приказка? Морам уште ова да кажам, една од ретко позитивните приказни во македонската култура во последниве 10 години. Фала ви многу. Јас како дел од таа супер дружина навистина се чувствувам почестен дека можам да бидам дел од таа групација на супер луѓе, супер музичари, супер ентузијасти и мислам дека следи неверојатна иднина со таа група на луѓе, бидејќи тоа што не поврзува сите е музиката, меѓутоа и вистинскиот пристап и желба и самата амбиција да навистина се создава нешто што е вистинско, со надеж дека тоа ќе биде и квалитетно и со надеж дека можеби ќе го препознае публиката. Кога веќе кажавте дека публиката во изминативе, поготово изминативе 2 години, а и предходно, ама изминативе 2, па можда и 3 години, публиката доаѓа онака стварно во огромен број. И тоа е за нас најголема награда и најголема награда за нашето постоење воопшто како музичари. Тоа е силен, сериозен импулс ние да продолжиме да го правиме тоа најдобро што можеме и мислам дека така и ќе биде понатаму. Тоа е еден навистина Сдруженијето на џез музичари или сега Националниот џез оркестар е навистина еден супер феномен. Да. Супер феномен по иницијатива на Гоце Стефковски уште пред 8-9 години. Заедно со уште неколку луѓе се создава Сдруженијето на џез музичари со цел да се направи некаква групација со која што ќе може полесно да се најде начин да се афирмира така наречената алтернативна музика, во случајот џез или нешто што е по, ајде да кажеме, креативно или уметничко или какви формулации да дадеме. И тоа почна така, да кажем, доста едноставно, да кажем, полунаивно, ентузијастички. И Гоце во муабет со Кирил Кузманов,
нашиот концертмајстор. Со Киро направија муабет дека ќе дај да направиме биг бенд, бидејќи биг бендот на телевизија веќе беше застана. распаднат и едноставно немаше таков оркестар, таков ансамбл. А имаше луѓе со кои што може да се создаде тоа, целата таа банда што дојдоа од веќе град. завршени од академии, од Кирил Туфекчиевски, Така. Трајче Велков, нели Кире Кузманов, Гордан Спасовски, во комбинација со Зоран Костадиновски на гитара, Виктор Филиповски на тапани, Иван Иванов на тенор саксофон. И ние од тука, како, ајде да кажам, вечни ентузијасти, Сашко Николовски на тромбон, кој што и пред тоа беше дел на МРТВ Биг Бендот. Гоце и уште една група други музичари од филхармонија и од опера. Да. И така некако се создаде една група и многу ни беше убаво. И мислам, ние работевме, тоа беше онака, тотално ентузијастички. Немаше никакви финансиски придобивки долг период. Ама некако публиката беше многу силна и многу добивавме позитивни реакции. И денес, навистина, ние сме пресреќни што некој го препозна тоа дека Да, јас мислам постои. дека тоа, веројатно искреноста секогаш се препознава. Прво, публиката не може да се измами. Да, таа тоа е сигурно. размена на енергија и тука и многу се радувам што нештото доби форма сепак. Затоа Да, што факт е, дефинитивно. сите тие музичари што ги наброја, твои колеги, денес можеби немаше да бидат во Македонија, ќе си го бара патот и чарето Сигурно, некаде, па сигурно, затоа што тоа да. се навистина врвни музичари кои што многу вложиле во своето образование и ова е сосема заслужен след на старите. Нешто што мене многу ми се допаѓа е што се трудите да бидете многу разновидни во изборот на солисти, се менуваат диригенти, значи не си постојано само ти диригент, се комбинираат гости од надвор, што мислам дека исто така тоа го прави да биде по Па дефинитивно, тоа е Интересно. тоа што е најдоброто што ние успеавме да го институционализираме нели Така. оркестарот и се создаде една платформа која што ќе се занимава со уметничка работа. Понатаму тоа можеби ќе биде уште поголем импулс и за младите луѓе кои што сега учат музика, дека можеби имаат простор во иднина, дека имаат нешто каде што може да или да се огледаат, или да се надеваат, нешто да се станат дел стремат од кон тоа. нешто, Така. дека можеби ќе бидат дел од тоа, можеби ќе се направи уште еден оркестар. Еве слушнав и во Штип, на Джез Академијата и таму имаат создадено некаков биг бенд, во Битола има некаков дувачки оркестар, така да се случуваат работи, тоа е супер, значи, мислам, музиката ни помага секако Да, во баш. животот многу и е лек. Така да за нас е многу битно и важно ние да не се лажеме себе си. Да. Тоа е прво и основно. Тешко е, бидејќи како одиме од концерт на концерт, нивото расте постојано и нашите очекувања се поголеми, мислам дека и очекувањата на публиката растат и одговорноста расте, така да како и да е, ние ќе продолжиме да го правиме ова се подобро и се подобро се работи на надевам. создавање на една нова култура и градење на таа публика, што е многу важно. Да, дефинитивно имавме концерт еден кај што беше диригент Зиги Фајгел, свиравме Cuban Fire суита од Стен Кентон и тоа беше, мислам, стварно супер да. концерт. Публиката реагираше фантастично и тоа е ретка прилика да се слушне таква музика на овие простори, мислам, не сум сигурен дека многу се изведува таа музика, па и на поширокиот дел од овие простори на Балканот и пошироко може. Така. Во создавањето на овој оркестар имавте и перипети, каде да бидат вашите простори и така натаму, имаше доста галама со филхармонија и вработените таму и така натаму. И некако ми се наметна прашањето, дали според тебе постои некаков, можеби анимозитет е голем збор, дали ти можеби си забележал некаква, како класичните музичари гледаат на џез музичарите? Дали постои некаква, не е тоа омаловажување или подценување можеби на џезерите? Па јас вака би го формулирал тоа. Мислам, независно од корелацијата со колегите од филхармонија, бидејќи нели беше тоа една непријатна ситуација. И многу која што- фактори тука учествуваат. Тоа Да, кое што јас ја нареков цивилизацијски пораз.
Се согласувам. Да, меѓутоа, да речеме, во изминатиот период, се сеќавам, имаше на еден концерт свиреше Стефан Миленковиќ со филхармонија и пред да почне концертот имаше позади во Дом на армија, тогаш работевме, позади сцена имаше клавир. И јас си седев, си свирев нешто, и доаѓа Стефан вика: "Еј, како да свириме заедно нешто", и се зезаме, импровизираме, правиме оно. И он беше многу инспириран од целата ситуација. И викаш: "Еј, јас сакам вака, еј, морам ја ова да правам, јас сакам, ја ќе правам ова." Така да, тоа е еден, а има уште многу други примери каде што многу музичари кои што се занимаваат сериозно на врвно ниво со сериозна е, таа се вика класична музика, нели? Кои што, мислам, уживаат во џез. И обратно, еден куп не супер џез музичари кои што уживаат во класична музика. Според мене, според моето размислување, мислам дека во денешно време, колку и да звучи ова надмено од моја страна или не знам, супер елитистички, ама мислам дека ако е еден музичар во денешно време или музичар уметник, ако може да се каже, ако се ограничи само на еден стил, да може само тој стил да го свири и само тој стил да го слуша на музика, односно тој жанр на музика. И да го почитува. Тоа е некако сериозно ограничување. Така да, мислам, доколку некој така се чувствува, еве јас им препорачувам на сите нека да се ослободат од тие стеги, така да може и хеви метал да биде супер музика, може и народна музика да биде добра и македонска или ромска или не знам, унгарска и така натаму. Или некој супер хардкор џез, па и некој лајт џез може да биде добар фазон, да не правиме муавет, нели, за класичната музика која што опфаќа не знам колку епохи од историјата на уметноста. Така да тоа јас сум против тоа ограничување и претпоставувам дека можеби тоа ограничување ги спречува луѓето да можат да уживаат и да бидат слободни во постоењето или во делувањето. Така. Се согласивме дека ти си немирен како уметник и како музичар и постојано истражуваш и во твоето создавање и во правците и така натаму. Во кој дел од музиката ти се чувствуваш најсвој? Ова ми се надоврзува и на претходново ова што го зборувавме. Не знам кај се чувствувам најсвој. Каде се чувствуваш дали кога аранжираш, дали кога компонираш, дали кога ќе застанеш пред оркестарот? Тие се сите различни процеси, многу различни еден од друг. Или кога најмногу уживаш, да речем? Кога седам дома, еве сега во периодов сега, спремаме музиката за концертот со Кирил Џајковски, филмската музика која што ќе биде на 15 јуни концертот, мала реклама. Ако? И работиме на оркестрациите. Тоа е еден пристап на, не знам, на правење одреден процес. Паралелно работам на музика со еден пријател од Скопје, на платформа за игрици за мобилен телефон. Значи нешто што нема врска со ова. Исто и тоа е компјутерска работа. Потоа паралелно работам и на спремање на материјалите кои што извинете ова од сосот. Обилен ручак пред подкастот. Да, и значи работам и оркестрации, и своја музика, и композиции, и аранжирање. Работам на 5-6 паралелно проекти во периодов сега дома, кога сум пред компјутер. Кога ќе застанам на проба, како диригент, тоа е па сосем друг процес. И е сосема друга комуникација, друга енергијата, друг е фокусот, друго се слуша, друго се бара, друго се очекува. На концерт па е сосема друга приказна. И тоа е нешто, мислам, како да ви кажам, можам да го опишам со зборови, ама чувството е навистина возвишено. Тоа е спектакл од восприемање на најразлични енергии. И од оркестарот, и од публиката, ја морам да кажам дека сум почестен, бидејќи стојам на најдоброто место, кај што најдобро звучи оркестарот. И ја супер си поминувам генерално на тие концерти, супер. Добро ми е и кога си пеам, свирам гитара и кога си пеам, или кога си свирам со другарите. И тоа, мислам, немам преференца дека ова сакам најмногу, ова сакам помалце, убаво ми е све тоа што го правам. Се што музиката ти носи. Па некако се што животот носи, себе сум имал среќа да чукнам удрво, дека сите мои работни процеси биле до сега поврзани со музика и тоа е навистина за мене голем благодат. Ај кажи ни вака една анекдота, например, нешто ако ви се
ако ви се случило да речеме за време на концертива. Например, за време на настап ти си диригент и да се случи, например, дали си имала таква ситуација со колегите музичари да не се разберете. Во смисла, дадеш ти некој знак, па се дешава, се случува нешто друго. Не се случи. Некојаш знаат, ќе ги забележам, ќе се насмеат нешто, па дали финта си правите меѓу себе. Постои ли тука простор за добро, да паке некоја слобода, да речеме? Да, дефинитивно, апсолутно. Мислам, тоа ние си уживаме во тој простор и на сцената и поготово со оваа групација на луѓе, тука има многу простори, нема чувство на стегнатост на сцена и на концертите, така да тоа дава слобода да може и поубаво да се свири, дефинитивно. Инаку да, секако дека се случуваат и супер смешни позитивни работи, а и супер несмешни непозитивни работи. Така да, еве што ни се случи, свиревме во Охрид, трибјут на Џими Хендрикс, гостин ни беше Франческо Беарцати, и не ми текнува која ствар ја свиревме, дали Wind Cries Mary, имаше еден увод, и го почнам јас уводот и давам знак, и дали јас почнав да диригирам различно или они не ме разбраа добро, се не ми ја јасно, не ми текнува, ама сигурно ја нешто сум зезнал, пошто морам ја да Кој бидам води, крив. тој си ја. Да, јас да бидам крив, прифаќам одговорност. И почнавме кам стоп. А, едно. И не одново, него се обратив на публиката. Се извинив и ми текна, имаше една сцена многу познат Ма секојаш кога е искрено е убаво. Да, имаше една слична ситуација на како се беше Паркети од Битола, групата. И вика, исто почнале да свират нешто и не им тргнало. Стоп! И отишол и на публиката. Океј, извинете се. И јас се извинив дека тоа ќе го кажам, ама морав да го кажам и го кажав. И некако ни олесна на сите. Дајте ни втора шанса. Да, и не, стварно не поддржа и продолживме понатаму. Така да се случуваат и неубави работи, да. Нормално е, човечки е да се прават грешки. Меѓутоа, треба човек да биде искрен и да не дозволи да му се повторуваат. Так, многу често. Јасно. Кажи ми, во последниот период имаше настапи и надвор. Мисля, чини во јануари беше во Луксембург. Да. Имаше соработка со Франческо Тристано, а предходно и во Португалија. Да. Ајде да се навратиме малку. Концертот со... Какви соработки се тоа? Да, со Франческо Тристано е веќе плод на една подолгогодишна соработка. Со него работевме на различни проекти. Тој прво беше дел, така и се запознавме на еден концерт со Дерик Меј, кој што го имавме во Белгија. Така и почна нашето дружење и супер музичар, супер лик и е многу сличен на мојот сензибилитет, бидејќи он има класична музичка академија, а сака да истражува и во електронска музика, сака да свири џез. И ептен ни оди муабетот заеднички. Имавме доста концерти и овде и со Дерик Меј свиреше со нас и на концертите во Америка и во Европа на неколку концерти и во Париз, и во Гент, и во Мец, мислам, да. И пред неколку месеци добив... Опа, ништо. Диригент. Тој доби покана да настапи со Луксембуршката филхармонија и ме покани мен да бидам диригент на неговиот концерт. И додека почнавме да разговараме во процесот што ќе свириме, како ќе правиме, стигнавме до супер идеја да направиме хибрид на класична музика и на оригинална музика, наша, моја и негова. Така да свиревме Бах, свиревме негово едно циклично дело Circle Songs, кој што го изведовме и со филхармонија пред, мислам за време на короната беше. И потоа свиревме негови неколку композиции и мои негови неколку композиции со оркестарот, со електроника и со се, и тоа беше супер. И сега следи нова соработка, во јуни добивме покана да снимаме заедно со Луксембуршката филхармонија една композиција на Франческо Тристано, ќе ја снимаме, така да тоа ќе биде официјално издание. И тоа е супер. Да, ова е многу убаво што
можеш да излезеш надвор од, нели, само овие рамки и на Македонија и да среќаваш уметници, твои колеги од цел свет. Дефинитивно. И тоа пак ќе кажам дека е среќа, бидејќи знам многу луѓе кои што се супер музичари, ептен супер музичари, кои што заслужуваат повеќе простори и повеќе поддршка. За жал ние немаме сериозни агенции кои што може да се занимаваат, кои што може да кажат, ово е добар, дај, ќе го земеме сега детево, да идеме да направиме. Не се случува тоа, кај нас се уште на ниво на личен ентузијазам. Така да сите овие настапи, концерти и све ово што правиме, би кажал, среќа. Секако многу работа. Да не било таа соработка, нели, со Дерик Меј, например, немало да те одведе кон друг чекор, кон друга средба и тоа е тоа. Тоа кога се одреден процес кога се прави, одредено дело кога се создава и кога ќе се изведе, тоа се отвараат, се нови вектори се праќаат. И на тие вектори се налепува некој во иднината и тоа почна и после се шири, тоа станува бескрајно целото. Имаш ли нешто во музиката што не ти е реализирано, а имаш желба да речеме во нареден период да му се посветиш? Па како не, има милиарда работи што не се направени. Или не знам, можеби на постари години. И имам многу желби, тоа што сега најмногу ме инспирира, тоа е да направам музика за Националниот джез оркестар, кој што ќе биде моја авторска музика, така да тука ми е главниот фокус. Меѓутоа сега и изминатиот период свиревме толку супер монументални дела на супер композитори. Така да еве сега сум во истражување во тој сегмент фокусиран, така да сакам да научам малку повеќе за да можам да се представам како што треба. Имавме супер концерт во Португалија, каде што отидовме 10 музичари од овде со симфонискиот оркестар на Гимараеш во Португалија, свиревме на еден супер джез фестивал на кој што настапува Марија Шнајдер, која што во моментов е водечки уметник за джез оркестри во светот. Лео Вадада Смит на труба, Грег Таборн и уште неколку неверојатни музичари, ете и моето име се најде на таа листа, што беше навистина фасцинантно. И супер си поминавме, супер беше концертот. Добивме нови покани за нови концерти, така да приказната си се плете, тоа е многу убаво. Иако ти си, нели, подолго време музичар кој што работел во институција, претходно беше во филхармонијата, класичен оркестар, и сега, сепак си обкружен со музичари, со твои колеги, многу години. Каков е животот на еден музичар? Еве сега ќе земаме еден, можеби ова е генерализација, меѓутоа, бевме сведоци на некои немили настани и катастрофи што се случија во Кочани и губење животи и така натаму. Општо си има впечаток дека луѓето кои што настапуваат, тоа скоро сите се со академии, професионални музичари, се настапува во субстандардни услови. Кои според тебе се најголемите проблеми на современиот музичар денес, кој што се бори за екзистенција и заработувачка? Како што се сеќавам на времето, татко ми кога, нели, настапуваше по концерти или не знам свирки, и бидејќи порано се одеше во други градови да се настапува, и постоеше една институција која што се викаше Естрада. И мислам имаше едно друго кое што беше како здружение на музичари. На ниво на Југославија сигурно. На Југославија, да. И таму си собираа музичарите и ќе дојдат понуди за работа, окей, кој е слободен да оди да свири во Зрењанин, кој е слободен да оди да свири во Марибор. Така. И одиш и потпишуваш договор и одиш да свириш, одиш да работиш. Некако од која почна Македонија нели како држава да функционира, некако престана тој дел да функционира и некако стана се стихијно. Нема систем, нема организиран систем. Тоа беше една од причините зашто Гоце влезе во процес да се создаде едно здружение на джез музичари, нели? Кој што джез музичари на слободни уметници мислам дека правиот наслов, дека е на слободни уметници кои што би требало тоа да ни помогне да можеме се организираме како да си ги заштитиме правата, нели? И цената и условите за работа се да си има некаков стандард под кој нема да се паѓа со надеж дека ќе може и да се
да се подигнува тоа, меѓутоа тешко функционира кај нас, нели? Се што е во наводници административен дел и е многу комплицирано, иначе животот на музичарите кај нас се уште се базира исклучиво само на ентузијазам. И е, како да кажам, повеќе хоби отколку што е професија. И знам луѓе кои што изминативе 5-6 години од нема и каде почнале да учат, нели, како се вика, програмирање. Да, нешто сосема друго За да можат да најдат начин како да живеат нормално, или како може да преживеат, за да тоа автоматски го става инструментот на втор план, да. Што е жално за мене, бидејќи некои од нив се и супер музичари. Мора систем да се... Мислам дека и имаме систем, само што дека не се почитува, тоа е... Да, и може би треба малку поорганизирано, погласно. Затоа што јас тврдам дека секоја фела, еве и кај нас во новинарите и во секоја фела, во секоја професија, самите луѓе ако не се обединети, ако не се единствени, не можат да си ги постигнат. Никој не може друг за нас. Едноставно фелата треба да си изборува за работите. Собирање на ова, да речеме, оваа групација на музичари може почна да се прави кога беше короната. Имаше поинтензивни состаноци со цел да се создаде една групација на луѓе кои што би почнале да се грижат за сите овие работи кои што ги разговараме, меѓутоа јас не го гледам тоа дека се случи. Не го гледам дека мислам се случуваат ужасни работи и се уште кога се свират свирка, нели, одиш да свириш во клуб, не се прават договори. Тоа не е навик, мислам, не е рутина. Принцип, така. Не е принцип, никој не разговара за условите, за работа, значи некакви основни стандарди за каков звук треба да има, дали треба да има некаков тип на сцена, колку треба да биде гласно и така натаму, и така натаму. Така да не сум многу паметен да дадам многу паметна мисла, мислам не може во една реченица да се најде решението за сите овие проблеми. Меѓутоа дека е неопходно и ние како здружение на Биг Бендот некако глупо е да кажам дека успеавме, мислам далеку сме ние од било каков успех. Меѓутоа најдовме начин да се организираме за нашето постоење некако да биде, да најдеме начин да се стандардизира, да се валоризира и можеби да се прифати од публиката. Мислам, тоа се основните начини. Имаш производ, да го представиш и ако успее да се продаде, браво, супер. Така да порачувам на сите да не се откажуваат од, сега не викам сите да направат институции, меѓутоа да се организираат групации на луѓе, барем не знам, одредени жанрови, да се имаат здруженија за да можат да се штитат, да можат да се бранат, да се постават стандарди под кои нема да може да се настапува едноставно. И тоа е тоа. И да се направи тоа што е најбитното, мислам, увозните музичари кои што настапуваат во нашата држава треба и за тоа да, доколку да речеме, не знам, се субстандардни во однос на стил, жанр, кои што лошо влијаат на нашата култура во постојано, во процес постојан, треба да бидат оданочени сериозно. Да, никој не спречува, никого не може да спречи да настапува. Меѓутоа, организаторот треба да си поднесе сериозен документ и државата треба тоа да го оданочи на сериозен начин. Значи не може некој што свири, ајде да кажеме, уметничка музика, не мора да биде джез, може да биде било што друго, да нема публика на концертот, бидејќи публиката полесно е да отиде на, не знам, на турбо фолк супер звезда. И не ги знам ликовите, не е битно, да отиде на некој концерт, бидејќи тоа се пласира постојано на телевизија и тоа се промовира и се пропагира и се наметнува. Луѓето сакаат тоа да си го гледаат, а не дека не чини во другото. Него едноставно е тешко и изминативе 20-30 години се работи на рушење. Декаденција и сме во некаква стагнација, дефинитивно. Не стагнација, дури одиме надолу, на кривата. Џијан, дали имаш дома наследници за музиката? Па како не? Мојата сопруга исто така е пианист. Он е професор по клавир во средното музичко школо. Керка ми свири клавир.
Веќе 3 години и супер свири, имаше концерт пред 2 дена и супер и оди, сака да го прави тоа и се откачува и царица. Син ми свиреше виолончело 6 години, па после да свати нагло дека уствари не ќе тоа да го прави. И сега пред некој ден ми влезе во соба и ми вика, ја мислам дека можам бас да свирам. Така да сега неговиот нов инструмент е бас гитара. Значи и тие истражуваат, супер. Да, тама немаме, како се вика, нема притисок ни очекување дека мора да бидат музичари, професионални и се тоа. Мислам, ќе си го најдат патот. Секако. Џијан, ти благодарам многу што ни беше гостин. Мислам дека си направивме убав муабет. Ти посакувам уште многу концерти, многу музика и многу инспирација да имаш. Фала ви многу. И да ве следиме со Националниот џез оркестар, а и пошироко. Фала многу, супер беше муабетот, малце си направив како една психотерапија, така да добро ми е. Дури разговараме, тоа е добро. Не, вака кога си правам ретроспектива на настани кои ќе што си се преслуша човек, па така. Убаво ми е.